детски насмевки, детско позитивно расположение, детска среќа, детско исполнето срце и оно што го заслужува секое дете. Го одбележуваме меѓународниот ден на детето. Наш гостин денеска Даниел Смилков, волонтер во детската амбасада Мегеше. Добро утро. Добро утро Јована. Во оваа прилика би сакал да го честитам меѓународниот ден на детето, 1 јуни на сите деца, во име на првата детска амбасада во светот Мегеше. Да, го честитаме на сите дечиња, на сите деца, ќе зборуваме за детските права, ќе зборуваме за тоа колку децата си ги познаваат своите права и чинам дека ги одбројуваат сега последните денови од училишните денови, па можеби денешниот ден нема толку да го забележат дека има такво значење. Оти имаме и продолжен викенд пред нас. Имаме убави теми за разговор. Она што сакам да го започнеме како водилка во целиот разговор е дека вие сте првата детска амбасада која што не само се грижи за промовирање на детските права, туку се грижите и за заштита, за обука, па како денешниот ден ќе го одбележите? Ние како детска амбасада за нас секој еден ден е всушност ден на детето. Така треба да биде прочем и за секое дете. Ние работиме активно на освестување на детските права, со што самите деца, така и со другите граѓани во општеството, оние кои што се повозрасните и кои што можеби можат да бидат повлијателни во оваа тематика. Па така исто така самите граѓани можат активно да бидат вклучени во нашите активности преку волонтирање или пак преку донирање на некои значителни средства кои што би оделе во добри намери, во добри дела за самите деца, да така, додека во однос на децата работиме преку најразлични активности со нив, конкретно преку работилници, па така во низата на работилници кои што ги спроведуваме и денес и вчера работилница со децата, каде што преку дискусија, преку меѓусебни разговори, тие ги увидуваат своите права. Велиш, работиме, ги кажуваме на возрастните кои се детските права, но не спомена дека соработуваат институциите, всушност главните чинители и ваши партнери во промовирање на дел од тие права. Каква е соработката во тој поглед? Имаме ли напредок? Несумнено дека со институциите работиме, мислам, секојдневно, бидејќи без нив едноставно не може да се постигне резултат. Можам да кажам дека имаме одлична соработка со Народниот правобранител, тука секако и полицијата, интервентниот тим во Скопје, кои што активно се вклучени секогаш кога се потребни да помогнат и да интервенираат на лице место. Даниел, кои се тие права кои што ги имаат децата? Во однос на правата, до сегашното искуство и наши истражувања покажале дека децата всушност голем дел си ги знаат своите права, но многу мал дел од нив пријавуваат прекрашување на тие права во службите. И како едни од можеби најпримерни права кои што самите деца ги споменуваат се правото на живот, правото на слободна мисла, слободно изразување, правото на безбедност, сигурност и сега во последно време особено битно правото на заштита од насилство. Дали само физички контакт е злоупотреба на правата? Што се ги злоупотребува правата на децата? Апсолутно не е само физички контакт, токму тоа го покажа и нашиот овогодишен извештај на Мегеше, кој што покажа дека најголемиот број на пријави на децата на Лобушевко всушност е поврзани со менталното здравје. И најголемиот број од јавувачите всушност се јавуваат во однос на чувство на анксиозност, вознемиреност, гнев, прекрашување на правото на заштита на податоци од страна на професионалци, чувствување на нелагодност при бракоразводни процеси кај родителите и обете како влијае врз менталното здравје, така да апсолутно не е само физичкото. Кога сме веќе кај линијата Лобушевко, дали се зголеми бројот на пријави? Со оглед на тоа дека вие имате едно истражување направено, баш го погледнав кога се подготвувавме за разговорот, во кој што вели дека 70% од децата не си ги познаваат своите права, а велиш од оние кои што ги познаваат своите права, многу мал дел пријавуваат. И сега Лобушевко регистрира изминатиот период поголем број на пријави? Можам да кажам дека со текот на како се случува овие немили настани што тука кај нас, што во Србија, се зголеми бројот на јавувања не само од деца, туку и од самите родители,
И можам да кажам дека постои загриженост кај самите родители. Каква загриженост? Во кој дел се пријавите? Пријавите се во дел во однос на тоа самите родители се загрижени дали може би се случува нешто кај нивните деца, а при тоа тие да не знаат. А тие не можат да забележат. Да, дали всушност се случува нешто такво. Стануваат можеби и повеќе внимателни од претходно, токму поради настаните. Што е добро. Зборувавме дека пред се идејата е да се превенира, затоа се тука и вашите обуки кои што ги правите сега. Може малку повеќе за обуките. Веќе трета година поред спроведуваме обуки заедно со стручните кадри во средните училишта. Веруваме дека за да се заштитат децата потребно едно темелно освестување, што на самите институции, така и на самото општество пред се, а особено битен дел се самите професори и наставници во образованието. Така да веруваме дека е потребно едно ресторативен, еден резилиентен пристап кон спрегувањето на насилството и обезбедување на заштита на децата, односно оние казнени мерки кои што се практикуваат во училиштето да бидат заменети со емпатија, разбирање, градење на една средина која што ќе биде потикнувачка за раст и развој. Не може да се очекува нели од детето да постига високи академски постигања, мотивација за учење, а при тоа да не бидат задоволени токму овие основни права, основни потреби. Сега тука можеби и јазот, генерацијскиот јаз можеби на терен покажа нешто друго, оти доста во училиштата имаме од повозрасната категорија на професори, наставници, Старков, како што ги велат, поинаку се учело, поинаку се функционирало и напротив тие сметаат дека токму казнената мерка вродува со плод. А сега имаме една нова генерација на промовирање на поинаков пристап во казнувањето. Ете може така да го кажеме, како казнување. Да. Затоа и сметаме дека е особено битно да имаме активно слушање. И што вродува повеќе со плод? Апсолутно не е казната. Мислам дека казната никогаш не вродува со плод, напротив, само може да има подолго трајни штетни последици и токму затоа сакаме самите наставници да увидат дека е потребно пред се активно слушање, а децата при тоа да бидат потикнувани да зборуваат со јас пораки, да бидат јасно разбрани кои се нивните потреби и како можат да бидат истите задоволени. Добро, со оглед на тоа дека обуките ги правите, периодот имате можност, се извинам, повеќе со децата да бидете во контакт. Со што најмногу се соочуваат како проблем децата? Зборувавме за меѓуврсничкото насилство, кој што постоело од секогаш, ама малку повеќе се зборува сега и јавно за истото, што е добро. Да, апсолутно. Дали тоа значи дека и тие се ослободуваат да зборуваат, да пријават, да зборуваат отворено дека можеби некој другар ќе ги вознемирува, дека тоа им пречи да го кажат, не да го потискаат во себе. Каква е реалната слика во училиштата? Реалната слика во училиштата, мислам дека се уште постои тоа непријавување на овие типови на насилство. Неослободување, да се каже проблемот, да. Да, неослободување, но сега се ова друг проблем, а тоа се социјалните мрежи, кои што имаат огромен импакт врз самото здравје и врз самото дете. И мислам дека тоа се можеби и во иднина уште повеќе ќе бидат засилени јавувањата поврзани со социјалните мрежи, вознемирувањето кое што се јавува на социјалните мрежи, на сите социјални мрежи, негативни коментари, она меѓуврсничко насилство како да зазема сега нова форма, а тоа е токму преку интернетот кој што е неминовен дел од сите наши животи. Повеќе јавно, сакате да кажете, така да? Повеќе јавно и повеќе видливо. Повеќе видливо, да. Можеби да, отвореното зборување на таа тема, малку повеќе ние сме една друга генерација, малку повеќе за оваа помладава генерација ќе освести навреме. Не знам, ќе видиме во нареден период. Добро е дека се зборува отворено малце повеќе на оваа тема, се едуцира. Кој се е дел од Ало Бушавко? Освен вие како волонтери, кој се ги дава тие совети? Кој ги советува родителите? Кој ги советува децата? Кој ги насочува? Пред се советувачи на Ало Бушавко се психолози, кои што се дипломирани и лиценцирани. Имаме значи група од студенти по психологија, меѓу кои што сум и јас и кои што сме активни волонтери, кои што ги примаме по виците, кои што можеме да ги упатиме самите јавувачи доколку е надвор од наши рамки каде што може да влијаеме, ги упатуваме каде треба да се обратат или ние се обраќаме во нивно име за да се разреши самата ситуација. Тука имаме и наставници по англиски јазик,
имаме волонтери и кои што студираат не само психологија, туку кои што студираат можеби право и не е битно самите студии или слично, исто така имаме и средношколци. Битно искуството. Сакав да напоменам дека волонтер може да биде секој кој што има желба. Што значи тоа дека еве јас ако сакам може да дојдам, но верувам дека ќе ми треба некоја обука. Да, секако, значи првично треба да поминете соодветна обука и потоа можете да бидете волонтер на самата СОС линија, а постојат и други активности, како работилници и други презентации кои што ги спроведуваме, така да секој еден граѓанин без разлика на самата возраст може слободно да се приклучи, да придонесе, да биде волонтер. Најбитно од се е желбата и мотивацијата која што се има да се помогне на децата. Во што го споделуваме ова баш на денешен ден, дека еве нека биде потик за сите оние кои што не гледаат и сакаат да се вклучат во вашата работа, но денешниот ден не се одбележува само денес. Тоа го дознав од вас пред малку. Кога и дополнително е меѓународен ден на детето, годинава? Исто така во ноември. Добро. Ние сме дел од државите кои што го одбележуваме и во јуни и во ноември, што сметам дека е особено убаво. Воопшто не е проблем да се зборува за децата повеќе од само еден ден во годината, за жал. Всушност 1 јуни се одбележува уште од 1925 година, кога е донесен како Ден на детето во Женева на светска конференција, но независно од датумот кога се одбележува, дали тоа е јуни, ноември или можеби некој трет датум, доколку одлучиме да е така, целта и кузата е иста, а тоа е да се стави крај на злоупотребата на децата, да се стави крај на прекршувањата на детските права и да се работи на унапредување на квалитетот на животот на децата. Она што е убаво што го споменавме дека има многу повеќе како дел од вашата работа, ќе ги видиме децата на улица, се ужаснуваме од сликата како граѓани, но има многу повеќе деца и од други за жал начини на кои што се злоупотребуваат. Затоа и ве прашав дали само физичката злоупотреба е злоупотреба и што се спаѓа во злоупотреба. Денешниот ден ќе го одбележите со активности. Да, со активности. Како што си доликува. Да, како и секогаш, мислам, како и секој наш ден, како што го одбележуваме со работа со децата, така да само ќе продолжиме во таа низа на работилници со уште една работилница. Започнавме со работа во училиштата, каде што преку дискусија ќе помогнеме на некој начин да самите деца да ги увидат своите права. Тие како се свесни да ги увидат, но е потребно можеби некој од надвор, некој трето лице, само да напомене за да станат уште повеќе свесни за истото. Да насочи. Да. Може. Даниел, благодарам за гостувањето денеска. Посакувам убава работа и се разбира се гледаме секогаш со дел од вашата работа, вашите активности, но и да одбележуваме денови кои што се поврзани со децата. Фала ти.